Bonjour, chers élèves, et bienvenue en classe de français. Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте на часот по француски јазик. Јас сум Билјана Начовски, наставник по француски јазик во основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Денешнава наставна единица е наменета за учениците од 6-то одделение. Денеска ќе учиме како да представиме друго лице. Значи, кои изрази ќе ги користиме во представување на друго лице? Тоа се изразите се, voici, voilà, како и да препознаваме дел од присвоените придавки кои што се користат во представувањето, односно во едноставна комуникација. Кои се резултатите кои што се очекуваат на крајот на часот? Очекувани резултати се секој од вас да може да представи некој друг со помош на изразите се, voilà, voici, како и да препознава и применува дел од присвоените придавки кои се користат во наједноставна комуникација. На почеток, да се потсетиме на изразите кои се користат во неформално обраќање, односно неформално поздравување во кругот на другарите. Salut Anne! Salut Jacques! Voilà, Zoe. Значи имаме voilà, еве ја Zoe. Salut, moi c'est Zoe. Et voilà, и еве. C'est mon copain Nicolas. Mon copain Henri. Ma copine Carla. Mon copain Nicolas. Mon copain Henri. Ma copine Carla. Со помош на изразот се, можевте да се представите самите себе. Значи, moi, c'est Изабел, moi, c'est Мари. Но со помош на овој израз, можете да представите и друг. Да представите повозрасно лице и ова се употребува пред имиња на лица, како и пред именка која е определена со присвојна придавка. Во овој случај имаме c'est Madame Dubois, c'est Madame Dubois, c'est Monsieur Renard, mon prof de français. C'est Monsieur Renard, mon prof de français. Како се поздравуваат две другарки? Salut! Salut! Comment ça va? Ça va, merci. Voilà mes copains. Еве ги моите другари. Гледаме copain, во овој случај има S на крајот и тоа значи дека се работи за именка која е во множина. Tes copains, твоите другари. Oui, mes copains. Mon album de фото. Значи да го погледнеме албумот со фотографии од своите другари. Voilà. C'est Marc. C'est mon copain Paul. Et voilà, Jacques. Ton copain? Super, tes copains. Oui, mais attends, no почекај. Voilà mes copines. Еве ги моите другарки. Tes copines? Oui. Еве ги фотографиите од другарките. Да видиме за кого се работи, како ќе бидат представени. Voici, еве. Значи ова е друг израз кој што се употребува како voilà. Voici. C'est ma copine Michelle. C'est ma copine Michelle. C'est Sophie. Значи можете само името да го кажете со изразот се. Voilà. C'est ma copine Anne. C'est ma copine Anne. Et moi, ta nouvelle copine? А јас, твојата нова другарка? Et voilà, Marie, ma nouvelle copine. Les adjectifs possessifs. Во самите примери забележавте дека употребуваме присвојни придавки. Значи, тие се употребуваат пред именката
И присвоените придавки означуваат дека нешто му припаѓа некому. Кога имаме само едно лице кое што зборува, тогаш се употребуваат овие придавки што ги имавте во примерот. Но во францускиот јазик каква придавка ќе употребиме зависи од родот и бројот на именката пред која треба да биде употребено. Ако таа именка е од машки род, мораме да употребиме форми за машки род. Ако таа именка во францускиот јазик е од женски род, тогаш употребуваме придавка за женски род. Кај именките кои што означуваат некоја личност, како другар, другарка, сосед, соседка, братучет, братучетка е лесно затоа што е исто. Тоа што во македонскиот јазик е машки род и таму исто така е машки род. Но да видиме, што се употребува пред именки од машки род? Mon, ton, son. Ајде заедно да повториме. Mon, ton, son. Женски род. Ма, та, са. Браво! И пред множина. Ме, те, се. Мои, твои, негови, нејзини. Значи, пред именката копен, ќе ги употребиме формите за машки род. Mon, ton и son. Mon copain, ton copain и son copain. Пред копин, ма, та, са. И доколку имаме множина, употребуваме ме, те и се. Браво! Ајде сега, една мала вежба, значи да видиме кој е точниот одговор. Гледате дека на фотографијата се работи за машко. Во заградата имаме придавки кои што треба да ги употребите, односно една од нив да употребите. Да видиме. Салю, Нико, се копен. Прашање имаме, значи, здраво, Нико, ова е твојот пријател. Копен е машко. Која форма треба да ја употребиме? Тон или та? Браво, така е, тон. Уи се копен Пол. Да, тоа е мојот другар Пол. Имаме ма, мон и са. Кој е точниот одговор? Мон. Браво, така е. Понатаму, која придавка ќе ја употребиме? На фотографијата гледаме дека се работи за девојче. Се ла копин де Пол, се сон или са? Копинот кој род е? Така е, браво, женски род. Са копин. Се ла професор де Марк, ова е наставникот или професорот на Марк, тоа е, како треба да преведеме? Неговиот професор. Значи, употребуваме мон, тон или сон. Така, сон. Браво, браво. И сега наблюдуваме 4 фотографии. Имаме 4 реченици и 4 фотографии. Секоја реченица треба да ја поврземе со соодветната фотографија. Се mon copain, се Софи, се Monsieur Dubois. Voilà, mes amis. Ајде да видиме првата реченица. Се mon copain. Со која фотографија? Браво, така е. Со третата фотографија. Се Софи. Така, со првата фотографија. Се Monsieur Dubois. Ајде да видиме каде е господин Dubois. Браво! И voilà, mes amis. Се са. Браво! Така е. Сега и последната вежба за денес. Размешани се присвоените придавки за машки и за женски род. Од едната страна гледате дека се наоѓа другарка, од другата страна се наоѓа другар. Ајде да видиме кај секоја фотографија треба да ги придвижиме облачињата со присвоената придавка која што одговара. Значи, од едната страна за женски род, од другата страна за машки род. Да започнеме со придавката ма. Каде треба да биде? Така е, браво. Мон? Точно така. Са? Браво. Сон? Та? Така е. И тон? Гледате, значи, од едната страна имаме ма, та, са, и тоа би било макопин, такопин, сакопин. Точно така. Мојата другарка, твојата другарка и неговата или нејзината другарка. И од другата страна, mon copain, ton copain, son copain. Браво! Сега, значи, ова беше наставната единица во која што
Се запознавме со начините на представување друго лице. Тоа е употребата на изразите се, вуала и voici, како и дел од присвоените придавки кои што се употребуваат во едноставна комуникација. Сега набљудувате, овде има една фотографија на која што се наоѓаат три лица, а вашата домашна задача ќе биде да напишете краток разговор помеѓу овие три лица. Значи, треба да бидат употребени изрази за поздравување и представување и нормално да употребите дел од присвоените придавки кои што ги учевме. Ова беше наставната единица. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме наскоро. Абиенто!